Танцот и музиката одат рака под рака, па на тема музика и наредниве минути во утринската програма. Имено Александар Јовевски го промовираше видеозаписот за композицијата и игра на инструментите, која што е дел од албумот символично насловен од колено на колено. Со него ја сумираме и оваа 2024. Добро утро, Александр, добро да дојдовте во утринската програма. Добро утро и на вам и ве благодарам на поканата во оваа прекрасна емисија. Задоволството е наше, ни целава емисија денеска некако правиме сублимат низ минатава година. Можеме ли да ја запишеме како успешна? Секако дека е успешна, со многу успешни проекти, со многу албуми, со многу соработки со наши професионални светски музичари. Така да, искрено сум презадоволен. Секоја година си носи нови проекти, нови познанства, така да, успешна година. Споменав во најавата видеозапис за игра на инструментите. Можеме и да го видиме, колеги, додека разговараме, за чисто да видат и гледачите првично како изгледа видеозаписот, па потоа ќе го чуеме и комплетно. Како помина промоцијата, прво ме интересира? Одлично помина промоцијата. Се работи за композиција игра на инструментите, композиција од албумот, како што споменавте, од колено на колено. Тоа е втор видеозапис за овој албум. Сметам дека повеќе композиции треба да добијат и една видео приказна покрај аудиото, нели, што си е самото прекрасно. И режисерот со тоа доловува секоја емоција на секој отсвирен тон, така да во самиот видеозапис доловивме многу убавини од Македонија, малку, бидејќи ги има многу нормално. Скопскиот аквадукт беше опфатен, старата турска чаршија, делови од Охрид, стари занаети, така да ете, ќе имате можност да го погледнете за кратко. Да. Ова приказна е практично дел од албумот од колено на колено. Го промовиравте, ако добро се сеќавам, пред 2 години. Так. Станува збор за етно традиционална музика која што и Министерството за култура ја најде како супер основа за да може да ја поддржи во целото ова брзо живење, каде што имаме различни нови звукови музички. Ова е тоа што ни недостига и ова е тоа на што треба да ги учиме генерациите. Секако, да. Големо задоволството што е проект од национален интерес на Република Македонија. Овој албум својата промоција ја доби 2022 година. Концертната промоција беше во Македонската филхармонија година потоа. Мислам дека тоа е правиот начин да ја доближиме до помладата популација оваа музика со малку посовремени аранжмани, бидејќи живееме нормално во 21 век. И би кажал дека работам исто така на авторска музика. На овој албум има авторска музика, не се само преработки, бидејќи во денешно време има многу преработки, нели го живуваме народниве песни. Меѓутоа секој композитор мислам дека треба да остави свој музички белег во времето во кое што живееме за понатаму следните генерации, како што јас сум примал од многу знајни и незнајни уметници и сум изучувал македонска музика. Се надевам дека и мојата музика понатаму ќе остави белег и ќе изучуваат млади луѓе. И во контекст на генерациите, за да може да ја почитуваат и сакаат, мора да ја имаме. Ја имаме ли доволно? Каков е вашиот впечаток? Секако, ја имаме се повеќе и повеќе и се помлади луѓе изучуваат народни инструменти и народни ора, така да особено ми е драго поради тоа и се надевам дека ваквите проекти, уз ваквите проекти добиваат младите наплив за да изучуваат истата. Споминавте успешна 2024. Што значи тоа кога ќе го израчунаме во вид на настапи и музика која што ја произведете? Така. Премногу концерти, самостојни концерти, промоција на истиот албум. Добро. Концерти со националниот ансамбл Танец, каде што нели имаме концерти во државата, но и надвор. Од неа 2 албума сработени, едниот за прекрасниот вокал Габриела Ноевска, кој имаше и концертна промоција во септември месец во Македонската опера и балет. И исто така, моје многу големо задоволство, сработив албум за нашата прекрасна фолк дама Сузана Спасовска, кој следната година ќе има концертни промоции низ државата и надвор од неа. Така да не заборавам некого, многу соработки. Со Андријана Еневска работам некои забавни песни кои ќе излезат следната година во 2025 година. Така да и новата година ќе носи нови проекти нормално. Да, ако ја запишуваме ова како успешна, што е невровот на агентата за следнава? Па како што спомена, во моментов работам на 2 албуми, едниот е за нашиот познат зурладџија Џелјо Дестановски, исто така за нашиот познат канонџија Филип Михайловски. И следната година, секоја година носи нови проекти,
Ќе има многу концерти, многу различни соработки, така да се радувам на тоа. Тоа значи многу поводи за следни средби, Александар. Секако. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Ќе посакам успешна 2025-та, а за поводите кои што ги споменавме, ќе ги имаме и ќе се гледаме. Ви благодарам на поканата. Благодарам. Денешното издание на Македонија наутро го закружуваме токму со игра на инструментите. Еве зошто овој видеозапис заслужи да биде дел од денешното издание на Македонија наутро. Закружуваме уште една утринска програма, предпоследна во оваа 2024-та. Благодарам за вниманието. Утре повторно се гледаме во редовниот термин 6:45 на првиот канал на Македонската телевизија. И за утре имаме многу содржини. Довидување.